Почитувана јавност, несериозниот и неодговорен однос кон здравието на граѓаните во време на сериозна здравствена криза од страна на опозицијската ВМРО-ДПМН продолжува. Откако Христијан Мицкоски неколку пати демонстрираше непочитување на протоколи и мерки за заштита на здравието, кои што се задолжителни за време на една таква сериозна здравствена криза, за време на една таква епидемија, како што беше седењето во затворен дел во кафеана, кое што всушност беше забрането со уредба на влада која има законска сила, како што беше одењето во теретани, кое што исто така беше забрането со уредба на влада со законска сила. Следно од Христијан Мицкоски беше вчерашното организирање на собири на граѓани, каде што исто така не беа испочитувани здравствените протоколи. По партискиот собир на ВМРО-ДПМН во Ново Лисиче, кога и самиот Мицкоски ја прекрши забраната за собири и учествуваше на масовен собир, каде што имаше физички поздравувања, без дистанца, а можевме да видиме од фотографиите дека маски и ретко кој носеше. Вчера имаше можност државата, но имавме можност и ние како струмичани овде да видиме класично непочитување на здравствените протоколи од страна на ВМРО-ДПМН, уште повеќе од страна на Христијан Мицкоски овде во Струмица. Имено, почитувани граѓани, на посетата во Струмица, Мицкоски и членови на ВМРО-ДПМН повторно на дело со прекршување на задолжителните мерки, како што се држање на физичка дистанца, носење на маски, докажа дека ни најмалце не им е дојдено до здравието на граѓаните. Но, како тоа да не им беше доволно, па Мицкоски пред јавноста изјави дека ВМРО-ДПМН, замислете, за време на кампања ќе биде помеѓу народот и потенцирам, нема да се крие, или како што кажа Мицкоски, сметачките машини позади екраните. Туку ВМРО-ДПМН ќе биде заедно со народот и во следните 25 дена и во оние 20 дена кои што ќе бидат дел од кампањата. И на крај со порака кон граѓаните да го очекуваат. Ова, почитувани граѓани, е уште еден доказ во низата дека за оваа партија не важат никакви правила. И вчерашното делење на флаери, на поставените штандови од нивна страна, што де факто значи и предвремено започнување на изборната кампања, која што треба да започне согласно законите на 24 јуни. ВМРО-ДПМН бевме сведоци, видовме, слушнавме. Од една страна бара одложување на изборите, купуваа денови, а како изговор ги става граѓаните и здравието на граѓаните. А од друга страна почнуваат предвремена изборна кампања и секако не ги почитуваат здравствените протоколи. Сето тоа, почитувани граѓани, заедно со вас ќе биде жестоко поразено на 15 јули.